И излегол, земал една кеса и оставил пред една врата. Кога после, значи през саба. После саба, кањал саба овој, и кога излегол, тогаш излегувал, пошто рискот е во саба. После саба намаз е рискот, тога се делат рисковите. И кога отишол во тој како пазар што го имале, и кога слушав дека еден човек му давал на еден крадец му давал садака. Како е можно, значи, еден човек да му даде на еден крадец садака? Овој сега ги слушал овој збор, пошто овој бил тој што го давал садака. Го слушал овој збор и само рекол, памтете го ова, само рекол: о Аллах, ти знаеш зашто сум го давал јас. О Аллах, ти знаеш зашто сум го правил ова работа. Вториот ден сега овој не е смирен, како да му даде пари садака на еден крадец, на еден лопов. Вториот ден излегува пак. И кога излегува вториот ден, значи става пак едно кејсе со злато, го остава пред една куќа. Кога излегува прак, после саба излегува во пазар излегува, кога луѓето зборуваат како е можно луѓето денеска да дават садака на една проститутка. Како е можно луѓето да дават садака на една проститутка? И овој сега се пира, ама вели само еден збор: о Аллах, ти знаеш зашто сум го правил јас ова. И третиот ден сега, последниот ден сега, убеден дека ќе погоди негде, и зима едно кесе и го става пред една врата и се тргува. И после пак излегуваат на пазар, кога луѓето почнуваат да зборуваат како е можно луѓето денеска, како им дават на богаташи да им дават садака. Овој бил богат човек. Сега овој пак овој збор вели: о Аллах, ти знаеш бе ја Рабби зашто ги правам овие работи. Аллах те бареке во таala му одговара на овој човек и му вели: трите садака што си ги давал, јас сум ти ги прифатил. Аллах џеле валя трите, и лоповот, и проститутката, и богаташот ги упатува во динот на Аллах те бареке во таala. Како, браќа? Со тој збор што овој рекол: о Аллах, ти знаеш зашто сум го направил ова. О Аллах, ти знаеш. И ние кога правиме работа, брат, само овде држи се. О Аллах, ти знаеш зашто го правам ова и давај го. Ама ние како сме денеска, без да знаат 100 луѓе, ние џабе не го правиме. Само кога ќе даваш нешто, кога ќе правиш некој дело, само рече: о Аллах, ти знаеш зашто. Дали знае Аллах? Знае. Лоповот кога станал савари, кога го видел кесото и рекол: како е можно, ја крадам по куќи, крадам, а гледај некој со зној, значи ги направи парите, а ми дава садака. Валлахи, од денеска не крадам ништо. Проститутката која излегол и ги видел парите пред врата, рекол: како е можно човекот со зној да ги прави парите, ми ги остава пред врата, а јас ја продавам моето тело, го продавам. Од денеска никогаш нема да го продавам моето тело. Богаташот која излегол и ги нашол парите, рекол: што со овие? Како на еден милионер да му даваш 100 евро. Што пајде му даваш? Кога ги видел парите, рекол: некој со зној работи и ми дава садака мене, а јас богаташ сум, а не давам. Од денеска секој ден ќе дава по една кесе вака садака. И од тогаш почна да дава садака. Браќа, делата за Аллах прави ги, Аллах те бареке во таala, биди убеден дека Аллах субханаху ва таala ќе ти надомести. Гледај, со 3 кесиња, се направил себе, садака прифатено, се направил себе за да се упатат луѓето.